Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитувани членови на владата, почитуван градоначалник на општина Штип, господин Благој Бочварски, почитувани представници на Собранието на Република Македонија, почитувани градоначалници и членови на советите, ценети припадници на македонската полиција, Ваши екселенции, амбасадори, полициски аташеа и ценети представници на странските полициски контингенти, почитувани родители на загинатите припадници на македонската полиција, почитувани представници на медиумите, ценети гости. Со голема чест и задоволство се обраќам денес пред вас по повод Денот на македонската полиција. 25 години се одбележува Денот на македонската полиција, но повеќе од 25 години нејзините припадници, поранешни и сегашни, се соочувале и се соочуваат со бројни предизвици. Велат, секое време носи нов предизвик, а секој следен предизвик е поголем и покомплексен од претходниот. Сите посакуваме да живееме мирно и безбедно, да бидеме сигурни додека сме со семејството, пријателите, додека сме на работните места, додека одиме по улица, шетаме во парк, во трговски центар. Ова се очекувањата на граѓаните на Република Македонија. Овие очекувања се обврска за припадниците на Министерството. Да се гарантира јавниот мир и безбедност, да се бориме против корупцијата, да го сузбиеме организираниот криминал, да се спротивставиме на насилниот екстремизам и радикализам, се клучните предизвици кои се одговор на сериозните закани на денешното современо живење. Денес, во услови на стабилна политичка и општествена состојба, можеме да зборуваме на овие теми. Можеме да ги пишуваме и спроведуваме стратешките документи за справување со сите глобални закани. Но, пред само една година, Македонија се соочи со сериозно нарушена безбедност и загрозен уставен поредок. Бевме на работна граѓанска војна и нови жртви за нечии себични интереси. Мотивите и причините се добро познати, но креаторите и извршителите не смеат да останат неказнети. Особено не оние кои ја злоупотребија полицијата и се обидоа да ја свртат против својот народ. Денес во Министерството за внатрешни работи не се одржуваат состаноци на кои се креираат и монтираат случаи заради политичка или лична нетрпеливост. Денес во Министерството се работи на расчистување на криминални действија и организирани групи кои ги загрозуваат интересите на граѓаните и на Република Македонија. Високо на нашата агенда се реформските процеси, преку кои ја враќаме довербата на граѓаните во полицијата. Го реформираме системот за следење на комуникациите. Ја зајакнуваме надворешната контрола над полицијата. Ја интензивираме соработката со граѓанските организации. Дозволуваме да бидеме контролирани и критикувани. И додека сите сме фокусирани на исполнување на очекувањата на граѓаните и јавноста, јас ќе ја превземам одговорноста и ќе зборувам и за очекувањата на припадниците на македонската полиција. Само добро опремена полиција може да се справи со предизвиците на новото време. Само задоволни припадници на полицијата може да одговорат на барањата на граѓаните. Единствено добро обучени и соодветно школувани личности може да носат правилни и разумни одлуки за Република Македонија. Затоа, покрај соочувањето со глобалните предизвици, се справуваме и со затекнати долгови, немањето на униформа, лоши услови за работа, вработување со несоодветно искуство и образование.
Слика што не доликува на Министерство за внатрешни работи на земја која сака да биде дел од НАТО и Европската унија. Првата одлука беше домаќинско и честно работење. Парите кои се трошеле на луксузни ручеци и вечери за одбран круг се пренаменија за набавка на нови униформи. Единицата за специјални задачи Тигри, на која што одавам посебна почит и признание, веќе ги доби новите униформи. Тендерите се спроведуваат согласно законот и за помалку пари се добиваат поголеми и поквалитетни услуги. Ама тоа е така затоа што провизијата не постои. И затоа и покрај наследени милионски долгови, со разумно тошење и пренамена на средствата за прв пат после многу години, од 1 декември 2018 година, со наше залагање и со поддршка на премиерот Заев, 4900 полицајци ќе добијат покачување на платата, кое на годишно ниво Министерството ќе го чини 79 милиони денари. Од своји средства, Министерството обезбеди униформа за единиците. Се купија дрегери и радари, се опремуваат полициски станици и работните простории. Ова успеавме да го направиме за помалку од една година, а истовремено да одговориме на глобалните предизвици. Ова е почеток на создавање на нов лик на Министерството. Одговорно, професионално и посветено се клучните постулати на нашето работење. Идни колеги за полицајци и сите млади кои се гледаме себе си во боите на полициската униформа, ви порачувам. Ни требаат млади, честни и одговорни полицајци, кои ќе бидат дел од македонската полиција и ќе бидат нашата гордост. Во овие редови има место за секој оној кој сака да му се спротистави на злото, а да застане на страната на правдата. Почитувани старешини во македонската полиција, ви се обраќам вам. Ваша единствена должност е да ја штитите Република Македонија. Затоа, кога ги издавате вашите наредби за действување, не заборавајте дека државниот интерес е над сите интереси. Ве охрабрувам и сега и во иднина да им се спротиставите на партиските директиви и личните интереси. Действувате со разум и тактичност, онака како што сте обучени и подготвени, бидејќи вашето знаење ќе биде бесполезно ако не го преточите во акција. Почитувани припадници на македонската полиција, вие сте столбот на безбедноста и сигурноста на државата и граѓаните. Во име на граѓаните на Република Македонија и во моје лично име, ви благодарам за оние моменти кога не штитевте и чувавте. Благодарам за оние моменти кога ги ризикувавте вашите животи за да не заштитите сите нас. Им благодарам и им одавам признание на сегашните и поранешните припадници кои тоа го направиле за доброто на сите нас и за доброто на Република Македонија. Почитувани присутни, ве замолувам со едноминутно молчење да одадеме почит кон припадниците кои ги дадоа своите животи за сите нас и за Република Македонија.